Добар ден, криптогемиджи. Огромен поздрав до целата криптоземница ширум светот. Одиме со ново видео, нова едукација. Пред да започнеме, би сакал да ве потсетам за еден лайк, доколку би ви се допаднало ова видео. Доколку овој канал ви помага при сопствено едуцирање, претплатете се на истиот. И секако, доколку сакате некој ваш близок да се едуцира околу блокчейн индустријата, споделете го. Во ова видео јас би сакал да ви презентирам основни и почетни информации за блокчейн технологијата. Што е блокчейн, како истата функционира, кои проблеми ги решава и како би можел да биде принаменет во секојдневниот живот. Па да започнеме. Блокчейн е ланец од блокови кои содржат информации. Оваа техника првично била опишана во 1991 година од страна на група истражувачи и била наменета за да ставите временска ознака на дигиталните документи, така што не можно да се вратат датумите наназад или да се манипулира со нив. Пример, да биде нотар во дигиталниот свет. Но нема добиено широка употреба се до 2009 година, кога беше адаптиран од Сатоши Накамото за создавање на дигиталната криптовалута биткоин. Блокчейн е distributive ledger, дистрибуирана книга, а дистрибуирана книга е база на податоци што е консензуално споделена и синхронизирана на повеќе локации, институции, достапна до повеќе луѓе, кој е целосно отворен за секого. Тој има интересно својство, бидејќи откако податоците се внесени во блокчейнот, станува многу тешко да се измени. Па сигурно ќе се запрашате како функционира тоа. За да го разбереме тоа, треба да погледнеме и да го анализираме подобро еден блок. Секој блок содржи дата или информации, хеш од блокот и хеш од претходниот блок. Податоците кои се чуваат во блок зависат од видот на блокчейнот. Па, например, биткоин блокчейн чува детали за трансакцијата, како што се испраќачот, примачот и количината на криптовалутата. Блокот исто така има хеш, односно идентитет. Пример, исто како нашиот печаток од прст, кој го идентификува блокот и сите негови содржини и секогаш е единствен, односно уникатен. Штом се создава блок, се создава и неговиот хеш. Значи, при промена на нешто внатре во блокот, би предизвикало да се промени и неговиот хеш. Значи, со други зборови, хешовите се многу корисни кога сакате да откриете промени во блоковите. Ако идентитетот на блокот се промени, нормално, тој повеќе не е истиот блок. И третиот елемент во секој блок е хеш на претходниот блок. И ова ефективно создава синџир на блокови и токму оваа техника го направи блокчейнот толку безбеден. Да посочиме еден пример. Овде имаме 3 блока, како што може да забележите, секој блок има хеш и хеш од претходниот блок. Во оваа ситуација, третиот блок насочува кон вториот кон првиот. Сега, првиот блок е малку посебен, тој не може да посочува кон претходник, бидејќи е прв блок. Тој се нарекува Genesis блок, односно генеза блок, што во принцип генеза значи стварање на нешто, потекло или начин на формирање на нешто. Сега, например, да речеме, сакате да направите манипулација во вториот блок. Ова предизвикува и хешот на блокот да се промени, но за возврат, тоа ќе ги направи блокот 3 и сите следни блокови неважички, бидејќи тие повеќе не складираат валиден хеш од претходниот блок. Токму затоа, манипулирање на еден блок ќе ги направи сите следни блокови неважички, но користењето хеш не е доволно за да се спречи едно манипулирање. Денешните компјутери се многу брзи и може да пресметаат стотици илјади хешови во секунда. Па се смета дека би можеле ефикасно да манипулирате со блок и повторно да ги пресметате сите хеш на други блокови за да го направите вашиот блокчейн повторно валиден. Но како би се спречила манипулацијата? За да се спречи манипулацијата, блокчейн користи нешто наречено Proof of Work. Тоа е механизам што го забавува создавањето на нови блокови. Во случај на биткоин, потребни се околу 10 минути за да се пресмета потребниот Proof of Work и да додаде нов блок во ланецот. Овој механизам го прави тешко манипулирањето со блокови, бидејќи ако манипулирате со еден блок, треба да пресметате Proof of Work за сите следни блокови. Значи, безбедноста на блокчейн
доаѓа од неговата креативна употреба на хаширање и механизмот за Proof of Work. Но постои уште еден начин на кој блокчейните се обезбедуваат себе си, а тоа е преку дистрибуција. Наместо да се користи централна единица за управување на ланецот, блокчейн користи peer-to-peer мрежа и секој има право да се приклучи. Кога некој се приклучува на мрежата, добива целосна копија на блокчейнот. Тој го користи за да провери дали се е во ред. Кога некој креира нов блок, тој се праќа на секој член на мрежата. Секој нод потоа го проверува блокот за да се осигура дека не е манипулиран. И ако се е во ред, секој нод го додава блокот на својот блокчейн. Оваа мрежа креира консензус. Тие се согласуваат за тоа кои блокови се валидни, а кои не. Блокови кои се манипулирани ќе бидат отфрлени од другите нодови во мрежата. И сега за успешно манипулирање со блокчейн треба да манипулирате со сите блокови во ланецот, повторно да извршите Proof of Work за секој блок и да предземете над 51% од peer-to-peer мрежата. Само тогаш вашиот манипулиран блок ќе стане прифатен од сите други. Но ова е речиси невозможно да се направи. Исто така сигурноста на блокчейн доаѓа и од тоа што е во константен развој. Новиот развој е креирање на смарт контрактс, односно паметни договори. Овие договори се едноставни програми кои се складираат на блокчейнот и можат автоматски да разменуваат криптовалута во основа на одредени услови. Блокчейнот побуди интерес кај многу луѓе, а подоцна се осозна дека технологијата може да се користи за други нешта во секојдневието. Па, на пример, во медицинската индустрија може да се користи за чување на медицински записи, во правната индустрија за креирање на дигитален нотар или во државни институции за собирање на данок. Сега знаете што е блокчейн, како функционира во основно ниво и кои проблеми ги решава. Но вистинското прашање е дали овој корумпиран свет е спремен за децентрализираност и вистинска намена на блокчейн технологијата во секојдневието. Оставете го вашиот коментар под ова видео, дали овие кратки и едукативни видеа ви се допаѓаат и дали ова е правилниот начин за материјата полесно да ја запомните. Исто така известете ме дали сакате следното видео со продолжување, што е тоа смарт контрактс и како блокчейн би ја подобрил нашата